Добар ден, драги гледачи, добро дојдовте во нашата нова емисија Во или вон уметноста. Емисија која потикнува точно од изворот на уметноста, односно Факултетот за ликовни уметности. Факултет со долга историја, трае веќе 40, скоро 45 години, од раните 80-ти години, поминале голема група на професори. Меѓу нас моментално броиме исто одлична група на професори. И моментално сега денес со нас е првата жена декан во историјата на овој факултет, професор доктор Славица Јанешлиева. Здраво. Добар ден, како сте и добро ни дојдовте во емисијата. Одлично, благодарам. Да, ви посакувам среќа и да трае долго. Ви благодариме. Еве, вие како наш прв гостин, како се чувствувате? Убаво, ама во исто време и одговорно, бидејќи нели и вие како млади луѓе сигурно чувствувате возбуда и барате некои одговори на некои прашања. И сега ќе видиме што ќе ме поставите како прашање. Сега имаме огромна листа на прашања, нели, студенти сме, сакаме да знаеме се што ни интересира за факултетот, што има надвор од факултетот, какви се соработките и така натаму. Јас би сакал прво нешто за вас да ни кажете, да знаеме која е Славица Јанешлиева, односно зошто Славица е тука, зошто е моментално декан на факултетот, како стигнала до таму, која е мотивацијата, која е целта на уметноста, зошто уметноста и така натаму. Сите овие прашања кои што да. се однесуваат за авторството. Значи, дипломирана сум на Факултетот за ликовни уметности 96-та година, кај професорот Зоран Јакимовски, магистрирав исто на овој факултет 98-ма, кај професорот Димитар Малиданов. Потоа следеше период на 10 годишно самоистражување, односно функционирав како самостоен уметник. Во тоа време дури имав и ателје на отворено, односно галерија која што беше отворена за сите посетители, што беше добар момент нели да се сознае дали може или не може да се живее комерцијално од уметноста. И тој 10 годишен период морам да признам дека беше исполнет со многу резиденцијални патувања, со многу истражување, со многу вмрежување, што секако излегува дека е продуктивно за мене, а верувам дека е продуктивно за секој уметник. Значи, многу е битно младите уметници постојано да бидат љубопитни. Во периодот помеѓу 2008 ми се чини бев 2 години продекан за настава. Тогаш декан беше професорот Малиданов и имам некакво искуство во и согледување за раководењето на факултетот. Ето е многу интересно да се знаеме, да напоменеме. Вие имате претходно многу собрано искуство додека да стигнете на оваа позиција декан на факултетот. Па дури прва жена, што е интересно за историјатот на ФЛУ. Тоа прва жена е многу интересно, не знам зошто е тоа така, нели? Ама во историјата на факултетот, иако не е, нели, нас ни звучи дека е факултетот многу стар, нели, 45 години, ама всушност и не, ја имам, ќе полнам сега 52, значи е помлад од мене. И кога ќе споредиме со факултетите кои што се во регионот, во блиска околина, нашиот факултет е навистина млад. Она што е добро е што искуството од сите околни слични институции, значи факултети и академии, е собрано од нашите нели основачи, како и од сите други уметници кои што не биле вклучени во наставата, меѓутоа се образувани надвор од нашата држава. И сега, она што е многу битно и што јас сакам да се врати назад е ентузијазмот кој што го имале тие основачи на нашиот факултет, да се врати. Мислам дека го враќаме во голем дел, меѓутоа за се тоа треба време, нели? Треба и поттик и желбата да се роди. Сега да се вратам на жена. Пред мене жена наставник, професор дека е Ана Темкова, која што не сум сигурна колку долго предава тука, меѓутоа краток период и после извесен период го напушта работното место. И мислам дека едно 15 години кадарот наставен е само машки. Кажав 2006 или 2007 јас влегувам како втора жена. Втора жена, значи тогаш имало дефицит на да, на иако жени уметници има. И имало. И ќе има. Да. Секогаш, барем јас кога студирав, беа побројни, а сега, еве, например, во класата графика, прва година имаме еден машки студент, а сликарство се само женски студенти, значи доминираат жените. А дали мислите дека тоа може би е како жената да доминира во
последниве години. Дали тоа така и Па баш убаво во светот на уметноста? Баш убаво што така мислите. Јас не мислам искрено така, меѓутоа дефинитивно жените се поприсутни и историјата на уметноста се навраќа дури во минатото за да ги открие оние жени автори кои што биле запоставувани. Жените авторки секогаш биле присутни. За жал, ние живееме во патриархално општество, доста патриархално, иако социјализмот си има допринесено до рамноправност на жената. Меѓутоа, таа рамноправност со себе не носи само професионалност, него ги носи и оние останати обврски кои што се сметаат исклучиво за женски. Така, за жал. значи жената секогаш била присутна во баланс со мажот. Така, сега кажавте дека сте имале големо искуство на факултетот. Сега што вас ве научи факултетот, што факултетот придонесе вие да научите и да го примените во вашиот приватен живот? Во смисол, додека студирав, или? Додека сте студирале, додека сте ги менувале позициите, доцент, професор, продекан и така натаму. Значи, дали тоа ви помогнало во себе креирањето, во приватниот живот, да се снајдете подобро со семејството, како уметноста влијаела на тоа? За мене периодот на студии беше најубавиот период од младоста. Значи, основното, средното училиште не ми оставија толка впечаток колку што ми остави факултетот. Значи, таа слобода која што ја пружа факултетот за ликовни уметности во однос на доградување и истражување покрај онаа настава, нели, која што мора да се следи, беше многу значајна. Особено престојот на факултетов кој што траеше цел ден, значи од утринските до вечерните часови, дружбата со колегите е драгоцена. Тие пријателства продолжуваат и до ден денес, без разлика колку често ние се гледаме. Меѓутоа, тој период одигра многу значајна улога во мојот живот, бидејќи морам да бидам јасна дека мојата генерација сега уметници, а тогаш студенти, се запишуваше на факултетот за ликовни уметности со идеја да остават впечаток за следните генерации, да остават некаков белег, да бидат запишани во книгите од историјата на македонската ликовна уметност, без да размислуваат за материјалното. За жал, сегашните... Значи, работа со љубов. Да, за жал, сегашните генерации мислам дека пред се размислуваат за материјалното. А уметноста не се работи од тие побуди, нели? Од материјалните, туку чисто од идеалистички побуди и лично задоволство и сатисфакција. Околу ова напредоков, нели, во текот на од вработувањето до сега, сите фази од животот, дали творечки или наставни, имаат улога и во приватниот живот, нели, нормално. Меѓутоа е многу битен оној период кој што особено ликовните уметници, па не само ликовните, сите уметници треба да си го посветат на само истражување и на наоѓање на сопствениот израз, бидејќи за време на студиите нели, на почетокот ги изучуваме техниките, го учиме цртежот, ги учиме основните карактеристики, правила, принципи на ликовната уметност. Меѓутоа, потоа 4-та година веќе истражуваме сопствен израз, постдипломските се сосема насочени кон истражување на личен израз, меѓутоа вмрежувањето и посветувањето, нели, на уметност, изложувачката активност, дружење со колеги, посетување на изложби, тоа е нужно, читање, нужно е за развој на секоја личност. Така е. Еве, и ние, денешниве студенти, можеме да го потврдиме истото. Значи, дефинитивно тоа е патот да се креира за себе остварување, а не да биде тоа за материјална цел. Сега интересно е што вие во текот на вашата кариера сте направиле голем број на изложби, самостојни групни изложби, сте виделе многу, сте отвориле многу правци.
Зошто баш графиката ја одбравте? Јас кога се Модул по кој запишував ќе- на факултетот за ликовни уметности, сега морам да кажам историја, нели малку. Јас не учев во средно уметничко, учев во Јосип Броз. Меѓутоа нашиот образовен систем во основно и средно образование за жал не ги можеби ги препознава креативните луѓе, меѓутоа не ги крева на пиедестал. Во основно училиште 5 до 8 и ја имав среќа да имам добар наставник кој што беше дипломиран вајар од Академијата во Љубљана и тој групата од нас кој што ќе не препознаеше дека сме талентирани не седнуваше покрај него и часот го тераше само со нас кои што сме талентирани и евентуално би можел да извлече од нас. Меѓутоа, да не отидев една година, втора година од средно училиште во Соединетите Американски држави и таму го поминав школството, јас никогаш немаше да се одлучам дека ќе се запишам на факултет за ликовна уметност. Значи, тогаш сватив дека јас имам нешто во себе кое што ме истакнува од другите луѓе, бидејќи веднаш ме приметија на часовите по цртање, сликање и керамика. Дури ја викнаа мајка ми за да ја кажа дека треба да ме запише во училиште кое што е насочено исклучиво кон ликовната уметност. И договорот беше со моите, нели сите родители имаат скепса кога детето ќе се одлучи да студира уметност, меѓутоа јас бев упорна и договорот беше еднаш да пробам. Сега околу графикава. Сликарство не сакав да запишам бидејќи немав доволно искуство работа со боја. Сакав вајарство да запишам бидејќи ме привлекуваше работа нели со глина и објектите. И некако имав специјален однос кон скулптурата и мислам дека се уште го имам бидејќи работам објекти и уметничка инсталација. Значи сакам да го обземам просторот. Меѓутоа, што ми рекоа вајарите, тогашните професори, ми рекоа дека сум многу ситна и дека нема да можам да го совладам наставниот материјал. Односно стручните вежби. И ми рекоа најдобро е ти да се запишеш на графика. И пробав, нели успеав и не зажалив, бидејќи графиката нуди една специфична дисциплинираност, бидејќи мора да се планира, нели до душе во процесот на учење тоа се уште не е јасно, меѓутоа подоцна кога остануваме сами во ателјето е сосема јасно како треба, нели да се организираме и да планираме за да ја сработиме графиката, бара организација, што е многу битно за еден уметник, нели, бидејќи мора да си ги чуваме податоците за изложби, објавите во весници, интервјуа, сето тоа мора да се архивира, а ние немаме таков стандард за да имаме асистенти за тоа, значи се сами си правиме. Тоа е интересно што кога и да сретнам, што правите вие на факултет? Па се сами си правиме, си работиме, да. Видете, вие како генерација исто, и мада и ние сме гледале, можете да видите дека ние професорите не се срамиме и да исфрламе шут од оние простории кои што се занемарени, нели? Да. Се за доброто на факултетот. Значи во работата нема срамење. Така е, кога сме тука кај работата и кај факултетот, ја отворивме и таа тема. Каков е тој однос помеѓу студентот и професорот на нашиот факултет? Дали... За разлика од другите? За разлика од другите и општо атмосферата која се шири во институцијата. Дали е пријатно за работа? Ете, напоменавте и професорот е тој што оди и го фрла шутот од просториите, каде што можеби не треба да е таму. И го прави тоа што можеби не му е задача. Дали... Од секогаш атмосферата на факултетот за ликовни уметности е релаксирана. Од кои причини? Нашата наставна програма е таква да престојот во ателје е многу битен. Значи, нели се планирани оние 4 часа секој ден престој во ателје со оној главен предмет кој што е одбран како насока, така? Она што може би погрешно го сваќаат голем дел од студентите е дека е тоа слободно време. За жал, тоа не е слободно време. Значи, има, нели, има 4 часа кога позира модел или пак се 4 часа посветени кога треба да се работи на одредена друга задача, во случајов за графика ќе зборам, нели, на графичко дело, кога треба да се изберат скици,
тие скици да се пренесат на начин кој што е соодветен на клишето, да се работи на клишето, да се подготвува за печатење, да се бара соодветниот начин на печатење и потоа да се отиде на тираж. За жал, престојот во ателје на студентите сега е минимален и не чувствуваат потреба да се вратат во своето ателје и после теоретската настава. Значи, уметност, ликовна уметност се учи и се засакува само со престој во ателје, во својот простор. За жал, нели, ниедна академија не функционира така да секој студент си има свое лично катче, во смисол своја соба, како за која што зборува Вирџинија Вулф, која што е, нели, сопствената соба, односно сопственото ателје е многу битно. Меѓутоа, тоа ќе си го дозволите кога ќе завршите факултет за ликовни уметности. А претходно е многу битна комуникацијата и користење на просторот кој што ви е даден заеднички да го користите. Ви благодарам на прекрасниот одговор, морам да признам, затоа што се сочувствувам. Сега, следно прашање би било дали, вие како декан на факултетот, дали сметате дека факултетот нуди доволно средства, простори, материјали за студентите, дали добро функционира како услов за студирање? Не можеме да кажеме дека факултетот нема доволно простор, нели, за оние катедри кои што ги имаме сега. Сите вие што сте на факултетот, а за оние кои што не знаат, факултетот има 3 објекти, нели? Дел од зградава педагошки, првата локација на факултетот е поголем дел од објектот Сулијан, нели? И скулпторските ателјеа кои што се депанданс, нели, монтажен објект до педагошкиот факултет. Меѓутоа, на нас уметниците никогаш не ни е доволно простор, нели, бидејќи секогаш сакаме повеќе, секогаш сакаме повеќе, да. И сега останува таа задача, нели, да обезбедиме и повеќе простор кога ќе можеме, за да можеме да понудиме соодветни простори за постдипломците, нели, да можат повеќе да се посветат на своите истражувања. Меѓутоа, за тоа потоа, бидејќи сето тоа си бара финансиски средства за одржување. Она што ни е нас најбитно е да ги подобриме условите за студирање и престој за работа. Значи, да ги обновиме ателјеата, па дури и објектите. Она што мене ми беше приоритет, меѓутоа многу споро и тешко одие санирање на објектот Сулијан, кој што не е пипнат од 70-тите години. Меѓутоа, тоа е голем залак и тоа е објект заштитен како споменик на културата од прв степен. Се води како музеј, мислам дека така? Споменик на културата. Горе, да, има дел од Сулијан припаѓа на музеј на град Скопје. Да. Меѓутоа, она што е битно е да набавиме нова опрема, која што ни е неопходна за нашите стручни ателјеа. И како што забележувате, во последниве 2 години се пристапува кон подобрување на условите. Значи, менување на електриката, значи поголема видливост, има струја во вајарското ателје, односно скулптурското, се заменија прозорите, кои што од алуминиумски се сега ПВЦ, диктувањето е многу добро, се осеќа разлика и во звучна и во топлинска изолација. Потоа ја менувавме мрежата интернет, која што на вас, младите, ви е особено битна и сега е се поврзано и се функционира добро. Така да пристапуваме кон многу моменти кои што сметаме дека го подобруваат функционирањето на факултетот. Исто така да не заборавам, ја реализиравме, сосема ја прилагодивме галерија Драготин Аврамовски Гуте, нели го расчистивме цел тој простор. Ја споивме библиотеката, еве сега каде што седиме, во еден простор, бидејќи долги години беше разделена, па доаѓаше до губење на книги, недостапност на книгите до студентите, бидејќи, нели, еден библиотекар не може да се клонира. Така да пристапуваме кон многу работи кои што ние сме ги воочиле како недостатоци и нивно решавање. Нормално не може да оди се брзо, бидејќи се зависи, не зависи само од волја, туку зависи од финансии. А финансиите, да се разбереме, не доаѓаат
исклучиво од студентите. Значи, тие финансии не се доволни. Ако сте доволно заинтересирани да проверите колку чинат студиите во регионот, ќе сватите дека нашите школарини се многу скромни. Јас кога почнав да работам на овој факултет, значи имаше државна квота и приватна квота. Приватната квота плаќаше 800 марки или евра, не е битно. Мислам дека беа марки. Државната не плаќаше ништо или плаќаше нешто минимално. И тоа е она што за мене е сосема во ред, меѓутоа тогаш државата ги ги покриваше трошоците на студентите кои што се запишани во државна квота. Ако пресметате колку кошта еден студент на ФЛУ, ќе видите дека кошта околу, да речеме, 1200 евра годишно. Значи, ние од сам старт сме во загуба, бидејќи студентите плаќаат по 200 или 400 евра годишно. Така? Добро, значи студентот испаѓа поевтини. Добро. Ако израчунате колку плаќаат млади родители во градинка за дете, колку трошоци имаат, ќе скочи дека е поевтино да си студент од колку дете во градинка. Добро, дали тоа не води до тоа да се соработува можеби со надворешни институции за додатни финанси, спонзорства можеби? Дефинитивно мора, меѓутоа она што е небулоза е што Факултетот за ликовни уметности е дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи, нели? Универзитет кој што е најстар јавен државен универзитет, така. Би требало да не бидеме спуштени на рангот на приватните институции кои што работат чисто од комерцијални цели, нели? Так. Не би требало да се соочуваме со проблеми како да сме приватна институција, така. Така е. Значи, неопходно е поддржување од државата, односно од Министерството за образование и наука. Од универзитетот морам да признаам дека имаме голема поддршка, меѓутоа и нивните можности се ограничени, така да е неопходно да се алармира до Министерството за образование и наука, а тоа се прави постојано, дека имаме големи трошоци при организирање на нашата стручна настава. Самите знаете дека се ангажираат модели кои што се исплаќаат од наши средства, се купуваат материјали за работа, значи хартија во големи формати, во мали формати. Инаку морам да напоменам, јас кога бев студент, ние сами си ја купувавме хартијата. Се менува премија, мислам, би било чудно во денешно време, сега, нели, ете, пак одиме во институција каде што до негде се очекува да има материјали за работа, ако ништо друго, додека студираме, да не биде... Тоа во општества кои што ја препознаваат моќта на образование и важноста на образованието, а особено препознаваат важноста на културата. За жал, овдека во изминативе години тоа не функционираше. Така се надевам дека ќе успееме да го привлечеме вниманието, има луѓе со слух, меѓутоа останува тоа за, нели, да покаже времето дали ќе успееме во тоа. Значи сепак се разгледува како опција за подобар развој, да им биде од корист на студентите. А дали, например, сметате дека ако направите нешто добро, вие сметате дека правите добро за факултетот, имате добар фидбек од студентите? Дали студентите тоа го почитуваат или па се секојаш незадоволни, сакаат уште повеќе? Какво е вашето искуство со тоа? За овие 2 години јас не сум добила, освен од оние студенти со кои што јас работам, нели, кои што така велиме во моја класа, нели? Не сум добила фидбек од други студенти. За жал, студентите не ги користат алатките за споделување на ставови, нели, преку анкета, која што се спроведува секоја година. Регуларно се спроведува. Меѓутоа, и да не бидам погрешно сватена, значи најлесно е да се критикува. А кај нас таков е менталитетот, обично се почнува секогаш со критика.
никогаш не се оди во обзервација на она што можеме самите да го направиме, а потоа да искритикуваме или пак да направиме нешто подобро, па да кажеме вака треба, нели? Меѓутоа, да, ги поттикнувам студентите поревносно да ги пополнуваат тие анкетни ливчиња кои што се сосема анонимни и да бидат искрени во одговорите. Значи, било да е тоа пофалба или критика, да бидат сосема искрени и, нели, не мора само да критикуваат, може и да Може пофалат. и да пофалат, така е. Да, апел до Бидејќи студентите. до сега се случува само да критикуваат. Апел до студентите да ги согледуваат и позитивните страни на работите општо, не. Тоа е исто кога ние држиме настава со вас студентите, нели, ако видиме дека, еве да речеме, цртежот е лош, така, Да. ако ви пристапиме веднаш со критика, ќе ве блокираме, така и вие Да, нема да сакате да нема. работите воопшто. Значи, ние сме психолози, никогаш не ја Така кажуваме е. прво критиката, прво ве пофалуваме, го наоѓаме доброто, потоа ви велиме каде може да се подобрите. Така е. Ова ќе трае долго. Мене ми е многу добар момент. Хајде да видиме дали например, еве, може би за да се поттикне работава на студентите да оди на по-високо ниво, дали може би има некаков проблем во програмата која моментално ја учат студенти, зашто знаеме дека има промени, нели, во текот на годините со цел за подобар пристап и за студентите и за професорите. Дали тоа се случува? Дали гледаме промени позитивни или може би се уште сме на тој пат да Промени во програмите мора да има, бидејќи се менува начинот, стилот на живење, нели, не само на општеството, на општествено ниво, туку и на глобално ниво. Така да промени во наставна програма мора да има. Она што се случи пред 2 години е нешто поголема промена во наставната програма. И сметам дека е тоа добар почеток за ревидирање, нели? Она што го прават, например, на германските факултети е не прво да акредитираат студиска програма, па потоа да видат кои се недостатоците, туку прво пуштаат пилот програм, значи 4 години, студиска програма, ги детектираат слабостите и позитивните страни, коригираат и дури потоа ја акредитираат и ја пуштаат официјално таа студиска програма во тек. Меѓутоа, ние не сме Германија, ние мораме да ги следиме насоките како што ни се дадени од УКИМ и од државата. И нормално дека повратните информации од студентите ни се многу битни, меѓутоа и ние самите си забележуваме одредени позитивности и негативности во однос на студиските програми. Така да тие се во константно менување и го следат современото живење. Значи не можат да останат наставните програми на ниво како на почетокот на основањето на факултетот, кога се посветувало внимание само кон ликовноста и визуелното во традиционалните изведувачки, нели, правци. Сведоци сме дека визуелната уметност не е само ликовна, туку испреплетеноста со применетата, со перформативната, со секаков тип на уметности е исклучително видлива и веќе границите се намалуваат. Така да, она што се обидуваме да го истакнеме е интердисциплинарноста. Значи, не е толку значајна дисциплината, колку што е значаен изразот и мислата. Така, значи велите дека е се потребно да се изучува и да се знае од се по нешто. Дефинитивно. Што, нели, сите се согласуваме и мислам дека нашиот факултет тоа го нуди. И јас исто така мислам, малку ни е проблем, нели, бидејќи не се обидуваме да ви понудиме и други вештини кои што ќе ви бидат добре дојдени по завршувањето на факултетот, нели, не сите се спремни да го посветат својот живот и енергија за да трагаат по себе и да бидат ликовни творци, нели? Да изложуваат без надоместок, да трошат лични или на родителите средства за да го изградат својот пат. Така да некој
повеќето од вас, за жал, веднаш сакаат да се вработат, а тие вештини ви ги пружаме преку оние модули, порано се викаа насоки, кои што постоеле од секогаш, уште од основањето на факултетот, значи и графичкиот дизајн, и конзервација, и реставрација, сценографија, сега го имаме и модниот дизајн. Се надевам некогаш ќе можеме повторно да понудиме анимација која што е сега на сосема едно друго ниво на концепт, нели, уметност, не концептуална, него Концепт. не концептуална, Така е. бидејќи концепт уметност е нешто сосема друго, нели, и спаѓа во доменот на визуелните комуникации, односно графичкиот дизајн. Ете, факултетот е едно убаво место за действување, мислам дека отворена врата на студентите кои сакаат да изучуваат уметноста и можеби треба да им се објасни повеќе на студентите дека се дојдени на едно место каде што треба да студираат, не е тоа веќе институција како што е средното образование каде што професорот е тука 24/7 и ова треба да направиш, тоа треба да направиш. Дојде на студентот да студира и да си го заврши, нели, самиот збор студирање, да го истражува тоа што го интересира. Па тоа би требало да е сосема јасно, нели, високото образование не е задолжително, тоа е избор, така. Е, да. Кој сака да учи треба да се, нели, да се посвети на тоа. Да, за жал не е доволно јасно дека колку повеќе студентите работат и се инспирирани за работа и се радознали и љубопитни, толку повеќе и наставниот кадар е мотивиран, нели, да ги разменува и да ги понудува своите искуства од досегашната работа, бидејќи наставниот кадар на факултетов е составен од исклучителни уметници секогаш, кои што имаат богато творечко изложувачко искуство и можат да помогнат во тој домен секако. Меѓутоа, кога се соочувате со ситуација кога наместо 10 цртежи ви носат еден за да го изработат во, нели, одредена графика или друго дело, можете да сватите дека и нашиот мотив се спушта, така? Да, вие им давате наредба, например, ете, што го бараат, и на крај не се завршуваат работата. Она што ми е мене многу интересно е што можеби кога нели, нашите студенти кога студираат тука не го даваат својот максимум. Меѓутоа, ако се запишат во странски универзитет, нели, надвор од својата држава, тогаш се обидуваат да го дадат максимумот и тогаш задачите ги извршуваат и во одредените рокови, без, нели, молби за пролонгирање, а тоа кај нас за жал не се случува. Дали мислите дека тоа се случува поради одреден притисок што го чувствуваат? Например, знаат дека се во странство, знаат дека треба да платат, знаат дека треба да користат друг јазик. Дали можеби тоа е притисокот што ги тера на работа, а можеби тука се чувствуваат многу Комотно, да, во нека комфорт зона. Знам дека сум дома, па може малце да... Па не, ја не верувам дека е тоа причината. Мислам, сите треба да се запрашаат зошто се запишале на одреден факултет, не само кај нас, нели, која им е крајната цел, нели, што сакаат да научат и само со лична мотивација може да се дојде до успех. Зборувам мотивација од студентите. Наставниците секогаш ја имаат мотивацијата да работат со амбициозни студенти. А дали тоа влие, например, и на приемните испити? Дали треба на приемните испити да се воведе некој јак услов за да добиеме некој поквалитетен кадар или па кадар што ќе работи? Затоа што нашиот факултет бара многу работа. Ние сме мала држава. Во почетокот во класите се прима по 6 до 8 студенти. Квотите се зголемени. Значи сега се примаат 12, некогаш има и дури повеќе, порано влегуваа по националности, повеќе, така да јас еднаш имав класа од 17 студенти. Тоа е многу голем број на графичари за една генерација, да речеме. Значи, тоа треба да се модифицира. Јас знам дека во соседството уште си ги држат старите бројки, иако се работи за поголеми држави, значи поголем број на заинтересирани студенти.
Дали треба да се заострат критериумите на приемните испити? Искуството сега со овие генерации покажува дека приемниот испит онаков каков што беше, 5 дена со 2 дена посветени на цртање акт по жив модел, 2 дена портрет по жив модел и 1 ден мртва природа во различни техники. Беше застрашувачки за оние кандидати кои што не биле од средно уметничко училиште. Ние одлучивме да пробаме и да видиме дали бројот на студенти ќе ни се зголеми доколку ги олесниме условите за упис на факултетот, бидејќи да бидеме искрени, во последниве години на приемен испит доаѓаат кандидати кои што воопшто не цртале по жив модел. Значи не се подготвувале за настава. Кога имаше многу кандидати за упис на факултетов, значи во мое време за 6 места имаше по 40-50 кандидати. Тогаш сите се спремавме една година, без разлика дали сме од која гимназија сме или средно училиште, се подготвувавме една година за приемниот испит на факултетов. Значи вас ви требало цела година за приемен испит. Да. Тоа е воодушевувачки. Да, ние сега тоа не го доживуваме. Затоа што бевме меѓу, значи да влезеш на факултетов е да бидеш меѓу избраните. Значи не секој го има талентот, ја има таа дарба да може да твори и да биде креативен. Значи така? факултетот бил поселективен во тоа време, Дефинитивно. ако можам да Дефинитивно. разберам, и бил со поголем престиж, односно ете се примале некој што навистина бил. Да, ама значи бидејќи се примаа 6 студенти, значи се чекаше до следна година, но тоа е во минатото, бидејќи тогаш колку имавме државни, мислам дека имавме 2 државни универзитети, приватни немаше. Значи толку било. Да. Сега е ситуацијата поинаква. Сега имаме 6-7 државни универзитети и не знам колку приватни. Но морам да напоменам дека само 2 државни нудат програма од областа покрај нашиот, нели, нормално најстариот, од програма од ликовните, визуелните уметности, другите се насочени кон визуелната комуникација. Дали можеби и сцената влијае? Еве, тогаш имало, да, и помалце институции за образование, меѓутоа можеби уметноста била малце пораспространета во општеството. Па добро, сега зборуваме за 80-тите години, нели 91-а почнува распад на Југославија. Да, Југославија беше огромна држава и тоа е големо пространство и широчина на погледи и публика за освојување, нели? Меѓутоа, тоа вас како генерација не би требало да ве загрижува, бидејќи вие го немате проблемот на приспособување од поголема кон помала држава, нели, намалување на видиците и чувството на стаклено звоно, како да удираш во стакло и не можеш да излезеш. Вие би требало како генерација да се чувствувате како граѓани на светот, нели? Без разлика што сте обременети со помалце материјални средства, без разлика што вие малце потешко патувате, меѓутоа многу полесно од нас во наше време, бидејќи има ефтини летови. Значи имаме многу повеќе услови, треба да ги искористиме. Точно. А дали можеби, јас се сретнувам со колеги што тие услови баш напротив им прават некое чувство на имаме се и сега не треба ништо да прави. Можеби некогаш да немаш ќе те натера да направиш нешто повеќе. Дали сте размислувале на тој начин? Може би. Мислам, во се има вистина. Тука нема универзален рецепт. Нели, како е во прашањата што ми ги пративте, имавте едно како да се мотивираат студентите. Значи, нема универзален рецепт за мотивација, бидејќи сите сте различни. Кај нас, иако сега јас велам дека се големи групите, а всушност за другите факултети тоа се мали групи, нели? Меѓутоа се работи генерално и индивидуално. И сега секоја група на тие 12 или 10 индивидуалци е сосема различна. Така да ние се приспособуваме. Да, имаме ние наставна програма која што мора да ја следиме и реализираме, меѓутоа интересите на секој од вас се сосема различни и ние се обидуваме, нели, да ве насочиме
Не да ве тргнеме од тоа што веќе го работите, меѓутоа да го доразвиеме и да ве насочиме подобро да го искористите во ликовната, визуелната уметност. Некојаш слушате, некојаш не. Некои се комуникативни, некои не се. Некогаш стварно успеваме, некогаш не. Меѓутоа, нели, факултетот, задачата на факултетот е да ги даде вештините, за да може таа што ќе заврши факултет за ликовни уметности и ја има таа диплома, да се снајде во она што му го пружа следно индивидуалниот професионален живот. Меѓутоа, многу зависи, нели, како ќе се снајдете и колку мотивација имате вие за да успеете. Значи, додека сте на факултет, сте згрижени, така? И го имате звоното на факултетот. Потоа сте пуштени и се сами тоа да на го себе. искористиме. Да. Значи, да сумираме работа кај студентите, од професорите. Да не се очекува, но професорот е тука да дојде, да даде насоки Дефинитивно. и се остава на студентот сам да си ја заврши работата, да студира, да се гради. Јас право да За ви време на кажам, факултетот. додека јас студирав, нашиот професор доаѓаше во 7 сат, тогаш се почнуваше во 7 сат со настава, доаѓаше во 7 часот, не знаевме кој ден ќе дојде, значи можевме да предпоставиме, како што и вие предпоставувате кога доаѓа професорот, нели? Да. Меѓутоа доаѓаше еднаш до 2 пати неделно во 7 сат са бајле. Ако закасниш, го пропушташ и си седиш. Значи, ние бевме таму секој ден, а работевме за да го уловиме кога ќе дојде професорот, за да ни ги даде корекциите и насоките. Сега, искрено да кажам, професорите се поредовни од студентите на настава. Добро, ова е интересна тема, затоа што се надевам во нашата емисија ќе има и студенти. Се надевам со сигурност ќе има и студенти, да видиме и тие што размислуваат на таа тема. Интересно е што го споделивте токму ова, затоа што, ето, има студенти кои сметаат дека можеби професорот не е доволно посветен на наставата, меѓутоа и од тогаш се очекувало тоа. Професорот да секогаш има нели две страни на вистината. Да, и добро е да се судрат тие две вистини за да се открие вистинската. За да се открие. Значи треба да најдеме некаков баланс. Според мене балансот е ако професорот дал задача да се заврши во одреден рок, останатото е се на студентот. Да, обично кај нас знаете и самите, кога доаѓа крај на семестар, тогаш се завршуваат сите зададени задачи. Во последен момент, што не треба да е така. Не треба да е така, затоа што творењето не е инстинкт само, нели? Да. Ми доаѓа момент на инспирација, па ја ќе творам, или немам инспирација, па нема да творам. Значи, нема ни тука рецепт дека треба и кога ќе бидете ликовни уметници, дали ќе си поминувате секој ден по 8 часа во ателје или ќе работите кога чувствувате порив. Меѓутоа, творештвото е начин на промислување, значи истражување, пронаоѓање на правите изразни средства. Кога работите со материјалот, вие не го бирате само материјалот поради тоа што ви го нуди, него исто така го менувате материјалот и тој станува дел од вас, така да енергијата ја пренесувате. Работиме со енергијата, со точно, атмосферата. Значи мора да се има посветеност, тоа е основното. Е, така, јас би сакал уште многу вакви совети од вас да слушнам, затоа што е убаво да се слуша од човек што има направено безброј изложби и се. Сега ме интересира како ете како автор да се стигне до Венециското биенале на уметноста. Добро, Венециското биенале го зазема некако приматот во однос на биеналињата, мислам дека е затоа што е најстар. И затоа што нашата држава го поддржува единствено Венециското биенале. Иначе има, нели, учеството на Венециското биенале, иако има многу други биеналиња. Што треба за да се учествува на Венециско биенале? Јас имав, додека бев се уште, според мене, млад автор, 2 пати понуда да учествувам, да конкурирам за да учествувам на Венециско биенале. Првиот пат прифатив, меѓутоа сосема наивно, нели, конкурирав, да. А вториот пат одбив, бидејќи не се чувствував, а бев постара. Она што јас мислам, еве ќе ги кажам моите причини зашто јас конкурирав сега за да бидам представник на
Венециското биенале 24-та, затоа што сметав дека сум веќе во добра возраст, со доволно искуство и творечко и изложувачко, за да можам да загризам со таков предизвик. Бидејќи тоа е предизвик, тоа е голем логистички предизвик, бидејќи се представува државата во друга земја, нели? Да, меѓутоа, иако имате финанси, нема сосем добро изградена стратегија како тоа треба да се случува, иако веќе го имаме искуството наназад со години. Значи, меѓутоа ми беше желба и она што можам да го кажам јас е дека треба доволно творечко и изложувачко искуство, како и добар проект, нели, за да се аплицира на конкурс и да се надевате дека нема да имате појаки против кандидати. Дали конкуренцијата е голема во таквите конкурси или пак можеби, не знам, тој порив на надпреварувачки дух, тој дали е... Па тоа надпреварувачкиот дух е многу битен момент и ја тоа сакав исто заборавив да го напоменам. Помеѓу вас, колегите, треба да има добронамерен надпреварувачки дух. Значи, не да биде тоа... Слушајте, колеги. Да, не да биде тоа со лоша намера, туку со добра намера, значи, постојано надпреварување. Барем мојата класа беше таква, ние бевме сите многу добри пријатели, но постојано се надпреварувавме меѓу себе. Сега, конкурсот секогаш е надпревар, нема рецепт тука исто колку ќе се пријават, дали ќе има јака или слаба конкуренција, меѓутоа затоа треба секогаш да се трудите, нели, да конкурирате. Сега барем ви се достапни сите информации за конкурси и ние како наставен кадар ви нудиме многу изложбени активности, ви нудиме многу можности за представување во странство. Преку факултет некогаш праќаме исто дела од студенти за да имате во портфолио и меѓународни изложби и сето тоа треба да се цени. Од друга страна пак некогаш се чувствуваме дека треба да ве тераме, нели, да учествувате на изложбите, не некој пат, него често. Да, јас ќе потврдам од мој студентски аспект. Навистина јас како член на факултетското студентско собрание се организиравме да знам за изложба, да направиме изложба и се случи момент во последен ден да треба да одиме од ателје во ателје да ги тераме студентите да пратат дела. Значи, негде има некоја пречка, некоја граница каде што студентите немаат мотивација да творат. Не знам зошто е тоа така, дали нема доволно љубов кон тоа што го работат. Можеби некои се натерани да се тука, не знам, тоа се лични, нели? Да. Меѓутоа, ајде, се надевам дека тоа ќе се смени. Јас се надевам дека вие како студентска организација ќе успеете да се соберете барем повеќе од вас, кои што сте по-амбициозни, по-љубопитни и да можете, нели, факултетов постои заради ваше образование, така? И да можете да бидете таа сила двигателна, бидејќи е многу побитно да доминираат оние кои што се позаангажирани, отколку оние кои што се помеланхолични, така? Така е, се бориме и се надевам дека ќе успееме во тоа. Кои се вашите впечатоци од вашата прва изложба и вашата последна изложба? Значи, како Славица Јанешлиева пораснала во текот на својата кариера? Добро, првите изложби беа со тројца. Знаете дека доколку се тројца автори, изложбата се смета за како самостојно представување. Првата изложба беше со двајца колеги, Оливер Мусовиќ и Александар Поповски во џамијата во Битола. И втората изложба, која што ја сметам исто така за самостојна, беше во Младинскиот културен центар со исто колешка Ана Стојковиќ. Третата веќе изложба е самостојна моја. Сосема самостојна моја изложба. И тоа е изложбата Писма во отвореното графичко студио. Тоа го сметам за сосема сама сработена изложба. Значи, би требало, јас се чувствував многу радосно, иако сите изложби беа подготвувани со наши средства, значи ништо немавме добиено како средства, ниту од држава, да.
освен во случајот на таа со Ана Стојковиќ во МКЦ, кога постоеше се уште Центарот за современа уметност и нудеше грант за прва самостојна изложба, меѓутоа не беше покривање на материјални средства, туку каталог. Значи, сите средства мораа да се потрошат на каталог. Така да, сега за прв пат со студентка од прва година се потсетив какво е чувството кога изложувате дело за прв пат во некој галериски простор. Значи, на оваа изложба која што имавме мал формат пред новогодишните празници, радоста во очите и возбудата која што ја видов кај студентката ме потсети на таа моја младалачка енергија. Значи, сега какво е чувството, сосема се различни просторите во кои што излагате и периодот во кој што излагате, нели, и она што го излагате. Меѓутоа, задоволството кое што го чувствувате за да го прикажете она што ве преокупирало и сте се внеле со мисла, и со душа, и со тело, нели? Кога го прикажувате пред јавност, би требало да биде климаксот на творештвото. И тоа е тоа што не одржува. Значи, нематеријалното, ние сите овдека професори што сме изложбите не ги работиме заради материјална сатисфакција, туку заради лична сатисфакција. Нели, нема поголемо задоволство да го работиш тоа што го сакаш и што те прави задоволен. Да, многу убави зборови. Јас се воодушевувам искрено. И таквите примери како вас и останатите професори ми се цел за мојата кариера. Сакав... Убаво е што знаете кои се професори, пошто има студенти кои што не знаат кои професори предаваат овдека и што се работат. Па, мислам во дека творештвото. тоа е приматот на еден студент. Ако веќе сум одлучил да се занимавам со ликовните уметности, мислам дека е во ред да знам и од кого учам. Така треба да биде. Сега јас би прашал уште нешто. Што е тоа што најмалце ви се допаѓа во работата? Сигурно има нешто што сега треба да правам графика, ама не знам. Процесот на мачкање боја на плочата. Аха, за графика ме прашувате? Воопшто. Значи, во вашата професија, тоа најмалце ми се допаѓа. Најмалце ми се допаѓа што морам да се бавам и со свое менаџирање. Тоа најмалце ми се допаѓа, значи многу е лошо. Уште не можам да се навикнам на чувството кога примам луѓе кои што не ги познавам во моето ателје, во мојот личен простор и кога треба да ги убедувам дека е нешто добро. Треба да ги убедувам дека е нешто добро. Добро, да, еве, дали сметате дека критиката од сите луѓе е важна или треба да се послушаат поединци кога е прашање имате дело или па треба да авторот сосема сигурен во тоа што го прави, едноставно го пушта во етер и останатото не е битно. Критиката е многу битна работа, без разлика дали е позитивна или негативна. Ама тоа е индивидуално, дали вие ќе одлучите да послушате или не. Тоа вие исто како некој да ви каже немој да ја пиеш водата, а као вода е прљава, вие решите да ја испиете и после ќе си се обвините сами себе, нели, бидејќи тој другиот ви рекол не ја пи водата. Ако некој ви каже послушај ме, нели, имате кого да обвините. Така да тоа е личен избор, меѓутоа критика е многу битно да има и мене ми е многу жал што во последниве години, особено ликовна критика во нашава држава скоро и да нема. Значи многу малку луѓе пишуваат ликовна издржана критика. Тоа посакувам да се врати. Се надевам има млади луѓе, има и од нашата генерација луѓе кои што се посветени на ликовната критика и пишување воопшто, меѓутоа се надевам дека ќе можат да направат и конекции со соседниве држави за да може да биде таа пообјективна, бидејќи нашава држава е мала,
сите особено од областа на ликовните уметности се познаваме и многу работи се сваќаат лично. И тоа е многу битно. Дали, например, моментално нашава држава брои голем кадар на ликовни уметници кои се, ајде да кажам, активни ликовни уметници, или можеби треба повеќе работа, не знам. Што мислите вие во врска со тоа? Ја мислам дека има голем број на активни ликовни уметници, меѓутоа не е нели се квалитетно, така? Сега тука влегува ликовната критика која што треба да ја прави таа селекција, што е квалитет, што не е квалитет, а не се да проаѓа безшумно. Супер. Еве, ФЛУ, например, нуди убави соработки со останатите институции, останатите факултети, надвор од земјава и во земјава исто соработуваме со факултет за музичко, за драмски уметности и така натаму. Дали се тука, например, дали и тука студентите се доволно активни или тука можеби има некоја дупка, нешто фали? Дали се користи целосно факултетот како... Мислам дека тоа се може да биде на подобро и повисоко ниво, нели? Тие соработки меѓуинституционални, односно во случајов меѓу единиците науки. Имаме ние обиди во кои што ве спојуваме, нели, за да видиме како ќе течат соработките, меѓутоа од лично искуство тврдам дека соработките е подобро кога поттекнуваат од вашите познанства. Значи, нели, студенти меѓу студенти, а не кога професорите го имаат проектот, нели, па кога ви се нуди таа содржина, испојувањето не оди. Еве сега и пред некое време имавме гостинки од Фонтис Академијата во Холандија, 3 девојки кои што уживаа во престојот на ФЛУ, беа во Сулијан со графичари, да. Одлично. А од друга страна имавме проект со филолошкиот факултет кој што заврши со одличен резултат, меѓутоа соработката меѓу студентите одеше многу тешко и со напор од страна на професорите во смисол да соработуваат. Така да се надевам дека ќе ми успее идејата во иднина Сулијан да биде едно место каде што ќе се собирате сите оние студенти кои што имаат креативен порив и сакаат да учествуваат во урбаниот и културниот живот на Скопје. Во сабота Сулијан да стане матине простор, каде што ќе се собираме сите, ќе слушаме музика, ќе читаме поезија. Многу убава идеја. Да, нели? Се надевам ова ќе се изреализира. Значи, студенти, нашиот декан има многу убави идеи. Ве молам, работете. Да, ни треба помош, не можеме се сами. Не може управата се сама да среди. Бидете активни. Еве, од студенти за студенти. Не ви благодарам уште еднашка. Јас имам уште безброј прашања. Ќе се сретнеме пак. Ќе се сретнеме на пролет во Сулијан. Да, супер. Може? И во сабота. Така. Во Сулијан и да направиме некоја графика, може. Може. Океј. Попатно. И тоа е тоа. Ви благодарам уште еднашка за присуството. И се гледаме, драги гледачи, до наредната емисија во или вон уметноста. Поздрав!